Имам особена чест и задоволство да ви се обратам на завршната церемонија на програмата за млади менаџери и деловни лидери, која под покровителство на председателот се реализира од страна на Советот на странски инвеститори и им овозможува на талентирани млади луѓе до 29 годишна возраст практично искуство во компаниите кои се членки на Советот. Благодарение на оваа програма, од јануари до крајот на мај годинава, 32 млади наши сограѓани преку низа од обуки се стекнаа со вештини и знаења неопходни за нивниот понатамошен професионален развој. Обуките беа спроведени во 18 компании кои се членки на Советот на странски инвеститори. Се радувам што од година во година бројот на компаниите заинтересирани да учествуваат во програмата драстично се зголемува. Така што ако лани имавме 8, сега имаме 18 компании учесници во програмата. Ставајќи се на располагање на младите менаџери и бизнис лидери, овие стопански субјекти направија изворедно значаен општествено одговорен чекор. Искажувам голема благодарност за нивниот интерес. Паралелно со бројот на компаниите се зголемува и бројот на кандидати кои аплицираат за програмата и навистина е се потешко да се направи селекција на најдобрите. Впрочем, фактот што 4 од учесниците во програмата добија вработување во компаниите, каде што реализира програмата, говори за двостраниот бенефит. Очекувам и посакувам овие бројки секоја година да продолжат да растат. Едноставно затоа што полза од тоа имаат и младите менаџери и компаниите. Убеден сум дека ваквите програми суштински придонесуваат за дополнителна мотивација на младите професионалци својата кариера да ја градат во својата татковина. Тие се идните креатори на процесите кои треба да доведат до етаблирање на систем на чиишто врв ќе бидат квалитетот, посветеноста, професионалноста и моралните вредности. Тоа е предуслов да дојдеме до просперитетна, модерна и развиена Република Северна Македонија, што е несомнено заеднички интерес на сите наши граѓани и на бизнис заедницата. Во овој контекст би сакал да ја споменам и изработката на стратешкиот документ МКД 2030, во која своје учество имаше и Советот за странски инвестиции. Имено во него покрај дигитализацијата, децентрализацијата, еколошките, економските, аграрните и здравствените политики, значајно место заземаат и образованието и науката, при што клучни се антимиграцијските политики и отворањето на перспективи за останување на младите во својата земја. Почитувани би сакал да го искористам моето денешно обраќање да потенцирам дека програмата за млади менаџери и деловни лидери недвосмислено се покажа како извонредна можност за инволвирање и опфат на различен образовен профил на амбициозни млади луѓе кои имаат желба за квалитетен професионален исчекор. Не се сомневам дека сите кои беа дел од програмата ќе продолжат да градат успешни кариери и целосно да го реализираат својот потенцијал. Истото важи и за оние кои аплицираа не беа меѓу селектираните оваа година, како резултат на големиот интерес и високиот квалитет и конкуренција. Во оваа прилика ги охрабрувам да аплицираат и наредната година. Секако не само на оваа, туку и на други слични програми и проекти кои овозможуваат стекнување на знаење, вештини и искуство. На крајот дозволете уште еднаш да им се заблагодарам на Советот за странски инвестиции и на нејзиниот председател Петар Штефан за интересот и одличната соработка, на сите компании учеснички да им посакам успех во бизнисот, а на младите менаџери и лидери здравје, среќа и секако успешен професионален развој и кариера. Благодарам.